Добре дојдовте во дебатата. Денес па се навраќаме на една навистина длабока и комплексна тема од книгата на пророкот Исаја и една фигура која стои во самиот центар, слугата Господов. Апсолутно. Фигура која со векови, мислам, ги интригира и теолозите и обичните читатели. Мислам дека нема друга фигура за која се водела толку многу расправа. Токму така. И суштината на целата таа расправа на крајот се сведува на едно клучно прашање што произлегува директно од самиот текст. Дали овој слуга е поетска персонификација на целиот народ на Израел, повикан на една, да речеме, колективна мисија? Или пак, дали текстот ни зборува за некој друг, можеби за посебна индивидуа, или за некоја мала верна група, чија мисија е насочена кон самиот народ на Израел, пред воопшто да се прошири кон целиот свет. Ова не е само некој академско прашање, туку навистина го обликува целото разбирање на божествената мисија. Јас ќе аргументирам дека текстот во својата најдиректна смисла го идентификува слугата како народот на Израел. А јас пак ќе застапувам став дека самиот текст содржи внатрешни тензии кои едноставно не принудуваат да гледаме подалеку од таа колективна идентификација и да бараме друг одговор. Вред, да почнеме со она што е најочигледно во текстот. Мојата позиција се темели на еден стих кој барем навидум изгледа како да не остава простор за сомнеш. Во Исарија, поглавје 49, стив 3, Бог му се обраќа на слугата и вели кристално јасно: Ти си мој слуга Израеле, во тебе ќе се прославам. Значи, ова не е алузија, не е метафора, ова е директна идентификација. Авторот ни го дава името, за мене секоја друга интерпретација мора да тргне од овој факт и да објасни зошто би го игнорирале. Јас апсолутно се согласувам дека секоја интерпретација мора да тргне од тој стих. Мора. Ама, проблемот е што ако само продолжиме да читаме само 2 стиха подоцна, текстот фрла една вистинска бомба што го комплицира целото ова навидум јасно разбирање. На што точно мислиш? Мислам на стихот 5, каде што се опишува мисијата на истиот тој слуга. А која е таа мисија? И сега цитирам: да го врати Јаков при него и да го собере Израел. И тука доаѓаме до еден огромен логички парадокс. Чекај малку. Ако слугата е Израел, како може неговата задача да биде да го собере Израел? Зар не ти звучи тоа како логичка неможност? Како може еден ентитет да има мисија да се собере сами од себе си? Оваа напнатост не е случајна. Мене ми се чини дека пророкот намерно создава разлика помеѓу оној што ја врши мисијата и оној кон кого е насочена мисијата. Разберам зошто ја гледаш таа тензија како контрадикција, навистина. Но што ако пророкот намерно користи таков поетски јазик за да пренесе една подлабока теолошка вистина? Пророците, знаеме, често користат персонификација. Замисли дека зборува за 2 верзии на Израел. Од една страна го имаме слугата Израел, тоа е идеалот, она што Бог го повикал народот да биде – светлина, сведок, верен партнер. Од друга страна го имаме Јаков или Израел од реалноста, историската нација која е распрсаната, скршена во прогонството, често неверна. Така, мисијата веќе не е логички невозможна. Мисијата на идеалниот Израел е да го собере и обнови реалниот, историски Израел. Повикот е народот да се врати на својата цел, да се собере околу својот завет и конечно да стане тоа што требало да биде. Тоа е елегантно решение, признавам, навистина е, но не сум сигурен дека текстот целосно го поддржува. Ми звучи малку како интелектуална конструкција за да се реши еден проблем, наместо да се соучиме со она што текстот го кажува. А тој прави јасна дистинкција. И таа дистинкција станува уште поостра кога ќе ја погледнеме структурата на самата мисија. Пророкот ја дели на 2 дела. Првиот дел е токму овој, внатрешниот, да ги подигне Јакововите племиња. Но веднаш потоа Бог вели нешто, неверојатно. Вели: малку е ти да бидеш мој слуга за да ги подигнеш Јакововите племиња. Да, тоа е клучен момент. Токму така. Бог ја нарекува задачата за обнова на Израел мала работа. Замисли, за цел еден народ, сопственото враќање од прогонство, сопствената обнова, тоа е се. Тоа е најголемата можна работа. Но за овој слуга тоа е само почеток. Дури потоа доаѓа главната задача.
Те поставувам за светлина на народите, са моето спасение да стигне до крајот на земјата. Оваа структура, прво внатрешна мисија, која се смета за мала, па потоа надворешна, универзална мисија, многу повеќе одговара на дејствување на еден конкретен агент, било да е тоа индивидуа или мала посветена група, но не на цела нација која се обнова самата себе си. Целиот народ не може истовремено да биде и мисионерот, и полето на мисијата, а притоа собственото спасение да го смета за мала работа. Важува обновата на Израел. Напротив, мислам дека ја става во еден поширок контекст. Пораката е: моите амбиции се поголеми од само еден народ. Вашата обнова не е целта сама за себе, туку е средство за нешто многу поголемо, за спасението на светот. И токму тука колективниот идентитет станува клучен, како еден народ станува светлина за народите. Не со испраќање индивидуални мисионери, барем не во таа фаза, туку со тоа што целиот народ станува жив доказ, експонат за Божјата спасителна моќ. Нивното колективно, историско враќање од прогонството во Вавилон, настан кој секој би го сметал за невозможен, е Божјата слава што засветува пред светот. Тоа е јавен национален настан кој служи како неоспорливо сведоштво. Кога другите народи ќе го видат тоа чудо, ќе бидат принудени да прашаат: кој е тој Бог што може да го направи ова? На тој начин, преку собствената историја, целиот народ станува порака. Признавам, идејата за колективно сведоштво е силна, но тука има еден голем проблем што твоето толкување според мене го заобиколува или барем го става во втор план, а тоа е страдањето. Овие текстови, овие песни за слугата, не застануваат тука, во поглавие 49. Тие се развиваат и водат кон својата кулминација неколку поглавја подоцна, во Исаија 53. А таму сликата за слугата драматично се менува. Тој не е само сведок, туку и жртва. Тоа е најтешкиот дел за толкување, се согласувам. И најважниот. Таму слугата е описан како оној кој е презрен и отфрлен од луѓето, човек на болките, тој ги носи нашите болести, ги зема нашите болки врз себе, и кулминацијата е сликата на јагне. Како јагне одведено на колене, неа отвори устата своја. Ова е слика на индивидуална заменичка жртва, што значи некој што страда наместо другите. Ги презема нивните последици врз себе. Ова идеја е речиси невозможно да се примени на цел еден народ. Дали целиот народ на Израел страда наместо другите народи за нивните гревови? Текстот не го вели тоа. Напротив, вели дека тој страда за гревовите на сопствениот народ. Не е случајно што векови подоцна, кога Јован Крстител го гледа Исус, извикува: еве го јагнето Божјо кој го зема гревот на светот. Тој директно се надоврзува на ова слика од Исаја, препознавајќи ја незината индивидуална жртвена димензија. Не го негирам развојот на месијанските очекувања, ниту моќта на сликата од Исаија 53, но не смееме да дозволиме подоцнежните толкувања, колку и да се значајни, да го поништат експлицитниот текст што го имаме пред нас во поглавје 49, кој, како што рековме, го именува Израел. Мора да најдеме начин да ги држиме двете вистини во тензија. Идејата за народ слуга кој страда не е невозможна. Историјата на Израел е историја на страдање. Прогонството во Вавилон е колективна траума, национално страдање. Можеби пророкот го гледа токму тоа страдање како дел од мисијата. Преку него, народот се прочистува и станува способен да биде сведок. Дури и во Новиот Завет, таа идеја за колективен идентитет продолжува. Апостол Павле, например, во посланието до Коринтијаните, изборува на црквата како на заедница повикана да биде света. Со тоа тој всушност ја пренесува токму таа колективна улога на слуга, на новата заедница на верници. Тие како народ, како тело се повикани да бидат сведоци во светот. Добро, ама тука повторно се враќаме на природата на жртвата. Не станува збор само за страдање, туку за послушност. Псалмот 39, кој често се поврзува со оваа тема, го прави тој пресврт многу јасен. Авторот му вели на Бога: жртви приноси не сакаше, туку ми ги отвори ушите. Тогаш реков: еве, доаѓам да извршам твојата волја, Боже мој. Она што го менува се, не е ритуалната жртва, туку радикалната, целосна послушност, предавањето на собствената волја.
Токму тука, според мене, се случува нешто револуционерно во старозаветната мисла. Целата идеја за Месијата дотогаш била поврзана со цар, со моќ, со владење. Но овие текстови ја вртат таа идеја наопаку. Тие ни представуваат сосема нова радикална слика. Месија кој не владее, туку служи, кој не победува со сила, туку со послушност до смрт. Овој вид на совршена послушност е нешто што може да биде совршено отелотворено во една индивидуа, но многу потешко во еден цел, историски често непослушен колектив. Се согласувам дека послушноста е централна. Но и послушноста може и мора да биде колективен одговор. Што е враќањето од прогонството, ако не чин на колективна послушност? Народот одговара на Божиот повик да се врати, да ја обнови земјата, да го обнови храмот и заветот. Тоа е национален чин на враќање кон Бога. Послушноста од псалмот може да се разбере токму така, како колективен одговор на еден народ кој, поучен од страдањето во прогонството, конечно се враќа кон Бога со отворени уши и срце спремно да ја врши неговата волја. Таа обновена колективна послушност е она што го прави народот светлина. Не нивното совршенство, туку нивното враќање, нивната преобразба. Нивната приказна станува приказна за покаяние и обнова, а тоа е моќна порака за сите народи. Гледам зошто мислиш така и тоа е силна теолошка визија, но за мене првичната напнатост во текстот останува преголема за да се разреши само со идејата за персонификација. Разликата помеѓу оној што ја врши мисијата и оние кон кој е насочена мисијата се чини дека е фундаментална за пораката на пророкот. Ми се чини дека тој намерно не подготвува за нешто ново, за некој кој ќе дојде од народот, но сепак ќе биде различен од него, за да го спаси прво него, а потоа и светот. На крајот мојата позиција останува втемелена во најјасната изјава на текстот. Ти си мој слуга, Израеле. Примерниот идентитет на слугата во овој контекст е народот на Израел, повикан на оваа неверојатна колективна мисија. Привидната контрадикција не е логичка грешка, туку е поетски и теолошки повик за национална обнова. Тоа е повик народот да го надмине својот неуспех и да го исполни својот вистински повик, да стане живо сведоштво за спасителната Божја моќ пред целиот свет. А јас останувам на ставот дека текстуалната тензија е намерна и клучно важна. Таа не е нешто што треба да се реши, туку нешто што треба да се прифати како показател. Таа јасно укажува на разлика помеѓу слугата и нацијата како целина. Оваа фигура, без разлика дали ја разбираме како верниот остаток од народот или како идна месијанска индивидуала, има мисија која започнува кон Израел, а потоа се шири кон светот, и токму со тоа радикално ја редефинира месијанската надеж, поместувајќи ја од моќ и владење кон служење, послушност и крајно кон заменичка жртва. Без оглед на тоа кое толкување ќе го прифатиме, она што е неспорно е дека фигурата на слугата останува длабок и траен израз на Божиот повик за учество во неговото дело на спасение. Таа не соочува со идејата дека спасението не е пасивен чин, туку активна мисија. Токмо така. И можеби токмо таа двосмисленост е дел од гениалноста на текстот. Оваа анализа само покажува дека овие древни списи нудат неверојатни слоеви на значење кои и денес не поттикнуваат на подлабоко размислување за природата на мисијата и идентитетот, и како поединци, и како заедници. Прашањето не е само кој бил слугата тогаш, туку и кој е повикан да биде слуга денес.